Синоќи во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани беше промовиран зборникот на македонскиот манифест насловен Име од светлина и рани. На промоцијата присуствуваа голем број на граѓани на Кочани, а меѓу гостите беа и владиците Агат Ангел и Иларион. Зборникот на македонскиот манифест го промовираше Стефан Михо Влахов, кој укажа на одговорноста да се сочува македонското име и јазик и да не се дозволи делби на каков било начин. Јас сакам да ставам делото на Ѓорѓе Кулевски во контекстот на македонското лидерство, така како еден продолжеток и на нашиот собир, пред тоа и на актуелните случувања сега во Македонија. Проблемот лидери, македонски народ, македонска држава. Сега често пати велиме дека македонскиот идентитет е постар од македонската држава. За зборникот Име од светлина и рани, кој содржи трудови, есеи, отворени писма и реакции, зборуваше незиниот уредник Ефтим Клитников. На корицата е оплакувањето на Исус, она антологиска светска преска од Нерези кои го сметаат, јас сум читал кај италијански историчари на уметноста како извор на италијанската ренесанса, пазите други. На Джото, нивниот најголем ренесансен сликар. Некако прво сакавме да ја ставиме она причестување на апостолите од Михаил и Кифи, а некако после наеднашни светна дека е тоа најпогодна, бидејќи Македонија во ситуацијата како Исус нека ни прости. Исус, што го спомнувам во тој контекст, но сигурно нема да се научи, бидејќи Македонија е земјата и народот кој беше препорачан од небото за да го спроведе налогот, тестаментот на Бог за ширење на христијанството. Тој посебно се заблагодари на поддршката на владиците Агат Ангел и Иларион и на печатницата Европа 92 за поддршката и помошта што ја дале присуствувањето и излегувањето на зборникот.